Благодарам, потпредседателе. Почитувана колешка, внимателно го слушав вашиот говор. Нажалост, хартијата трпи све, ама македонските граѓани не трпат. Тоа се докажа изминатите години. Нема да се согласам со вас дека овој буџет е развоен. Напротив, овој буџет досега е историски најгломазен, историски најнеразвоен, донесен од историски најнеспособната влада во Република Македонија. Зборувавте за 4 развојни цели на буџетот, здравствената заштита на граѓаните, па се надевам сега дека после оставката на Заев и на Венко Филипче, откако ќе имаат повеќе време да возат со своите мотори или да одат на екзотични места додека Македонија е во пламен, дека навистина ќе се подобри здравствената заштита, затоа што како и досега сме на врвот во светот по број на заболени од ковид пандемијата и по број на починати лица од ковид пандемијата. Втората развојна цел ја споменавте економскиот раст. Овој буџет буквално предвидува бројки стресени од ракав. Предвидувате раст на бруто домашниот производ од 4,6%, а никогаш досега откако сте вие на власт не сте надминале раст на бруто домашниот производ од 4%. Предвидувате дека капиталните расходи ќе бидат поголеми од буџетскиот дефицит. Па вие досега ни 300 милиони евра предвидени од минатите буџети не успеавте да реализирате, имате реализација од максимум 60%, па сега предвидувате дека ќе реализирате 615 милиони евра. Колешки, 2 километри автопатот до Блаце не можете да го направите. Понатака, четвртата развојна цел која што ја споменавте, викате зголемување на инвестициите. Не знам дали го погледнавте компаративниот преглед од Светската банка, но проекциите за 2022 година се следни. Македонија влезна странски директни инвестиции 2,6%, Србија 5,5%, Албанија 7,4%, Косово 4,1%, Црна Гора 7,4%, Босна и Херцеговина 3,6%. Колешке, најслаби сме во регионот, а најслаби сме затоа што ја имаме најнекадарната власт досега. Понатака, четвртата развојна цел. Реформи во правосудството и евроинтеграциите. Па јас денес тука кога доаѓав на седница очекував дека ќе си честитаме денеска за датумот, дека тука ќе имаме коктел, дека колегата Кастиро Дрџепи сите на рамо ќе го кренеме, откако тој ја пресече работата. Дека по 15 пат добиваме датуми, после 15 оставки на Зоран Заев. Колешке, не се ситиме туку вашата неспособност е причина за ова. И од Европската унија точно ви имаат нотирано дека криминалот и корупцијата е главниот проблем во Република Македонија. Не е проблем само проблемот со Бугарија, токму поради тоа нас не изфрлаат од бубањот, поради вашата неспособност и 111-тото место на скалата на корупција. Благодарам.